Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е студиото на ТВ каналот ВИС, телевизиски дуел, локални избори 2017. Неделата неколку часови до одржување на првиот круг од локалните избори. Во општина Ново село 20 кандидати за првата функција на општината. Млади, надежни, секој со своја визија за економски развиена, за просперитетна општина, за развиена општина, позната по своите природни убавини, но и по фактот што општина Ново село се смета за една од најиселените во земјата. Вечерва ги представуваме двата кандидати кои што се пријавија, односно се потврдени од Државната изборна комисија во трка за градоначалник, поред доследот кој што беше извршен при ждребувањето. Под реден број 7 е кандидатот, односно ќе биде на гласачкото ливче, кандидатот на коалицијата на ВМРО ДПМН, Ѓорги Божинов. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. А под реден број 12 ќе биде на гласачкото ливче кандидатот на коалицијата на СДСМ, Звонко Ангелов. Господин Ангелов, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата за дуелот. Вие сте првите 20 кои што можеби јавно се прозвавте еден со еден околу телевизиски дебат, односно телевизиски дуел. Тоа беше и причината да ви се овозможи и секако и јавно да ги соочите вашите аргументи, вашите факти во однос на она што планирате во наредниот 4 годишен мандат доколку ја освоите довербата. На самиот почеток, почитувани господа, и вам, почитувани гледачи, 20 кандидати имаат представување на својата изборна програма во 4 области, тоа е инфраструктура, урбанизам и економија, животна средина и четвртата област култура и спорт. За секоја област, секој од кандидатите имаат на располагање максимум 5 минути да ја кажат својата програма, својата визија, реплика од 2 минути и контрреплика од минута време. Но на почетокот, бидејќи така се договоривме, на почетокот би сакал и ќе го започнеме овој разговор со кандидатот на ВМРО ДПМН Ѓорги Божинов. Кој е Ѓорги Божинов? Зошто се одлучи Ѓорги Божинов? Неколку збора за себе самиот и на почетокот, еве, зошто жителите на Ново село да гласат за вас. Овде немате минутажа, ваше представување. Добро, ви благодарам. Јас сум Ѓорги Божинов, млад, чесен, работлив, дипломиран економист за бизнес менеджмент, професионално се веќе на 8 години на раководна позиција во семејна градежна компанија. Низ мојот едукативен процес поминував меѓународни школи за бизнес менеджмент, за финанси и пазар на капитал, меѓународна школа за млади лидери. И еве се мотивирав од се поголемото иселување на младите и сметам дека имаме огромен потенцијал како општина Ново село да создадеме нови услови, како индустријски, така и технолошки, за да обезбедиме за нашите сограѓани да можат својот екзистенционален развој и семеен развој да го продолжат токму во своето родно место. И сметам дека имаме потенцијал кој реално е недоволно искористен и треба да го искористиме и да создадеме нови капацитети каде граѓаните достоинствено и гордо ќе живеат во местото од каде потекнуваат. Ако е тоа се, имам уште едно прашање. Кој е Звонко Ангелов? Зошто се одлучи? Зошто за вас, жителите на Ново село, да гласат на 17? Добро вечер и од мене. Јас сум Звонко Ангелов. Благодарам на поканата од телевизија ВИС. Поздрав до сите ваши гледачи на телевизија ВИС, а посебен поздрав до граѓаните на општина Ново село. Јас сум Звонко Ангелов, роден во Ново село, живеам во Ново село, по професија сум дипломиран социјален работник, работам во Центарот за социјална работа во Струмица веќе 3 години. Работејќи во Центарот за социјална работа 3 години, наидов на многу проблеми кај луѓето, кај граѓаните на општина Ново село, кои покрај од областа на социјалната заштита видов дека имаат луѓето проблеми во делот инфраструктура, урбанизам и сите тие асфалтирање на улици и сите тие проекти кои што
се во надлежност на локалната самоуправа и сето тоа ми даде потик да ја прифатам советувањето, односно од граѓаните, да ја прифатам кандидатурата за градоначелник на општина Ново село. Инаку потекнувам од скромно семејство, земјоделско семејство, кој што уште до ден денес се занимава со земјоделие, често семејство кој што се избори за јас да станам академски граѓанин и ги знам сите проблеми на луѓето од мојата општина, кои што секојдневно комуницирам со нив и се надевам дека како иден градоначелник на општина Ново село, заедно сите сплотени ќе ја направиме општината подостојно и европско место за живеење. Благодарам. Божинов, може да ни наброиш неколку позитивни карактеристики на Божинов или пак кои се неговите мани? Сигурно имате мани. Како го поминувате тоа слободно време? Позитивно би тргнал дека сум млад, амбициозен, работлив човек, работам од утро, мојот работен ден почнува од утро, 5:30 наутро до касните вечерни часови. Еве една мана, тоа може би дека не многу од слободното време го користам за себе, туку сум посветен на постигнување високи цели, како за моето семејство, така и за општеството каде делувам. Со оглед дека сте млад, немате слободно време и вака и за забава, со оглед дека секогаш има време за забава, сметам, но поголем дел од моето време го посветувам на мојот професионален развој и на општеството каде делувам. Сакам да остварам големи резултати и да моето име и мојот интегритет биде препознаен кај граѓаните. Не сте тврдоглав, упорен, не знам, мана, едноставно дека Па можеби сум упорен, ако го сметате. Врху колика во секој случај, понашто го кажувате. Ако го сметате тоа за мана, да, упорен сум. Добро. Божинов, како би се опишеле вие? Ангелов. Простете, извинете. Ангелов, како би се опишеле? Кои се оние позитивни карактеристики кои што ги поседува Ангелов, кои се неговите мани? Како го поминувате слободното време? Често сакаме да ве малку приближиме до граѓаните. Да, јас како жител на село Ново село, повеќето луѓе секојдневно ме знаат во мојата општина, за разлика еве сега на пример јас ќе речам дека мојот против кандидат го запознав дури кога беше кандидиран од страна на мојата противничка партија ВМРО ДПМН. Мене ме знаат сите луѓе во општината, бидејќи секојдневно јас се среќавам со тие луѓе, ги знам нивните проблеми, ги знам сите нивни прашања и се трудам да ги најдам одговорите за сите тие нивни прашања. Јас против господинот Божинов се запознавме пред 2 месеци и прашувајќи по околните села, бидејќи имам и пријатели во село Мокро, од каде што тој потекнува, луѓето не го познаваат, а мене ме познаваат повеќе од него. Ми избегува некако политички, уште од сега подкован, прашањето ми беше кои се оние позитивни карактеристики, кои ви се маните. Едноставно да се представите самите. Имате ли нешто позитивно? Тој тргна да проба да представи мене. Позитивните се тоа што секојдневно среќавајќи се со луѓето и решавајќи ги нивните проблеми. Сакате да кажете комуникативен? Комуникацијата, комуникативен, дружење на кафе средби, наваѓање на сите потребни решенија за нивните проблеми. Мани можеби слободното време не го искористувам во делот на спортот. За спортот значи не спортувате, не спортувам, да. Добро, во секој случај тоа беа накус од 20 кандидати Божинов и Јас би сакал да го демантирам неговото тврдење дека моите сограѓани не ме познаваат. Јас не очекувам вие да знаете какво е моето движење, затоа што како што кажав, мојот ден почнува рано 5:30 наутро и заради професионалниот ангажман каде работам низ цела Македонија, јас сум посветен на моите работни задачи до доцните вечерни часови, така да не очекувам вие да можете да го следите моето движење и да знаете. Јас стрикно доаѓам од Мокрино и живеам во мојата семејна куќа во Мокрино, со моите мајка и татко и брат. Ја реплика? Може, иако не беше предвидено, но во секој случај може да заокружите, да преминеме на оние 4 теми. Добро, господине Божинов, јас знам дека може се водите по куќа во село Мокрино, но знам дека дека живеете и во Струмица. Дали еве вака. Мојата мајка потекнала да го искористам моето време за може само кусо да докажете. Да, кусо реплика. Дали господинот Божинов го познаваат луѓето во општина Ново село?
Апсолутно да. Еве да прашаме, момент само да се искажам. Да прашаме 10 луѓе во општина Ново село или во село Ново село, во сите, дали го познават пред тоа господинот Божинов? Јас мислам одговорот ќе биде не. Добро, Тоа е тој рече дека Значи, вака сега. Тоа што го спомнувате, дали еве мојата мајка потекнува од Прилеп, дали ако имам јас стан во Прилеп, јас сум и жител на Прилеп? Апсолутно не, господин Ангелов. Значи, конкретно, како што ви кажав, јас сум присутен помеѓу граѓаните преку секојдневните проекти и мојот професионален ангажман кој го работам, точно ги познавам проблемите, за разлика од вие како што кажувате дека ги знаете проблемите, но не, вие само ги слушате проблемите на граѓаните. Јас сум директно вклучен во решавањето на проблемите и сметам дека тргнавте на друга насока, дали преку тврдење невистини, преку креирање невистини да креирате профил за мене, а не преку представување на нашиот професионален капацитет и ангажман во идниот профилот ќе го видиме. Ќе ве молам со оглед дека мораме да преминеме на темите. Ова беше едно обично представување кој сме и што сме. Прва тема инфраструктура. Божинов, што е она за кој што ќе се залагате доколку ја освоите довербата на граѓаните на општина Ново село? Планирате ли, предпоставам дека ја имате во изборната програма, но на што акцент ќе дадете во делот на инфраструктурата, кој што се смета нели малку поголема и она што можеби граѓаните на многу очекуваат? Кои се оние ваши приоритети и за што ќе се залагате? 5 минути ваши за обраќање, односно да имате да кажете што на оваа тема. Вака сега. Јас акцент во мојата програма ставам на основните потреби на граѓаните, како што се чистата вода за пиење. Знаете, Беласица поседува огромни капацитети за вода, но еве, например, да почнам од подбеласичките села, Борисово нема чиста вода за пиење. Значи, после зафатот е планиран креирање на филтер станица, значи прочистување на водата. Исто така во Мокриево исто е потребно филтрирање на водата. Одиме во Смолари. Во Смолари ги имаме прекрасните водопади, каде нашите сограѓани немаат доволен капацитет на вода. Значи, потребен е изведба на нов акумулацијски базен. Потоа во Дражево исто така граѓаните се соочуваат со немање доволно количество, но и нечиста вода за пиење. Голем акцент ќе ставам и на решавање на проблемот со водата за пиење во Самуилово, која уствари не е вода за пиење, туку моите сограѓани ми представија неколку примероци од истата, која сметам дека и не треба да се случува во 21 век. Тука е планирано реконструкција на водоводниот систем и отфрлање на сите досегашни мани, на кои сметам дека овој проект е повеќе пати ветуван на граѓаните, но ете не е исполнет. И како што кажав, прво одиме со основните потреби, задоволување за достојно човечко живење, а потоа ќе се посветам на асфалтирање на улици и патишта. Значи ќе го промениме начинот на работење. Нема прво да се асфалтираат улици и патишта, а потоа да се сече асфалтот и повторно да се копа. Значи, исто така, во повеќе населени места да тргнам од Ново село, која е урбана заедница, се уште имаме улици кои се неасфалтирани, кои граѓаните живеат во кал, еве, во вашето населено место. Значи, имаме на некои од тие улици, дури имаме и луѓе со физички инвалидитет, кои не им е овозможено соодветна комуникација со селото. Потоа, во Колешино ни е предвидено асфалтирање од 1 километар со поврзување на патот близу Борисово под последните куќи од Борисово. Во останатите населени места, исто така, во Сушица, кој е големо населено место, значајно за општина Ново село, веќе сретнав 5-6 улици кои се неасфалтирани и граѓаните газат во кал. Моја цел е да креирам општина без кал, значи модерна општина, 21 век сме, не личи на граѓаните да се соочуваат со проблеми од 19 век. Исто така, покрај асфалтирањето, предвидени се и канализациони мрежи во населените места, но со оглед на ограниченоста на буџетот на општината, за кој јас ги познавам податоците, не знам колку мојот против кандидат ги знае податоците, во тековниот мандат ќе се потрудам на обезбедување преку погранични соработки и
ИПА фондови, европски грантови, да се обезбеди и оваа потреба на моите сограѓани. Покрај сето тоа, во инфраструктурата ми е планирано и на влезот во Зубово се соочуваме со мост кој е тесно грло за селото, но тоа би бил во текот на 4-годишниот мандат, бидејќи е амбициозен проект, а сметам дека таму има индустријска зона која треба да се развива. Околу индустријскиот развој планирана ни е нова индустријска развојна зона, каде ќе се посветиме на мотивирање инвеститори, како странски, така и домашни, со давање улеснителни околности согласно новите работни места кои ќе ги креираат и инвестициите преку ослободување од комунали и други можности кои ги дава општината за мотивирање на инвеститорите. И сметам дека ќе креирам со сите мои планови кои се предвидени во програмата за ново село гарантираме, дека ќе креирам услови да граѓаните кои се уште овде да спречиме да се иселуваат и да им обезбедиме достојно место и гордо да живеат во нашата општина. Вашите 5 минути мислам дека завршија. Реплика ќе имате? Добро, повелете слободно. 2 минути реплика за... Гледам господинот Божинов зборува за улиците, дека биле вокал, дека ќе инвестира во улици. Дали се работи за тие улици кои што вашата фирма ги градеше во последните години? Што ги имате земја? Дали се работи за тие истите улици кои што вие ги имате направено, како вие и управителна фирма, пошто сега пред 2 месеци колку не сте управителна фирма, изработката на улиците кои што се, да не кажам, пропаднати улици, со изработка со вашите машини, на вашата фамилија, на вашата фирма, дали мислите за тие улици, господине Божинов? Прво немате основно познавање. Само за момент. Вие толку, да. Слободно контрареплика, со оглед дека имавте 2 минути. Прво немате основно познавање со изведот на овој тип проекти. Второ, сите улици кои нашата компанија ги има изведувано и после 10-15 години се уште се во функција и се во добра кондиција. И сметам дека ова... мислам дека другата фирма... Граѓаните тоа го знаат и сметам дека не држи вода овој обид да го дискредитирате моето професионално функционирање. Апсолутно не. Заврши Божинов во делот на инфраструктурата, Ангелов слободно. Вие вашите 5 минути во делот на сите оние проекти кои што планирате во делот на инфраструктурата. Доколку сте сметале недоискажени, може да си го искористите во овие 5 минути. Во мојата програма како за градоначалник за општина Ново село од редовите на СДСМ имам понудено 5 топ проекти во населеното место општина Ново село. Се мисли на изградба на регионален канализацијски систем во Подбеласичкиот регион. Се мисли овде на селата Мокрино, Мокриево, Борисово, Колешино и Зубово. Значи се работи за голем проект кој што во соработка со централната власт, кој што од редовите на СДСМ и тие средства ќе бидат обезбедени. Изградба на фекалниот канализацијски систем во село Сушица. До изградба на фекален канализацијски систем во село Ново село со прочистителна станица, за сега се 3, изградба на водоснабдителен систем во село Самоилово и во село Ново Коњарово. И како топ точка 5, значи од овие 5 проекти, е решавање на проблемот со загадувањето на животната средина, преку чистење и загадување на сите диви депонии, кои што се наоѓаат покрај населените места, и со субвенционирање за вградување на алтернативни извори на енергија и рециклажа на отпад. Ова се само дел од 5 значи, проекти кои што се главни. Меѓутоа, за секое село, поединечно, јас можам еве да ги набројам, пошто програмата е доста обемна, се планирани посебни. Во Ново село, еве сега ќе ги прочитам за да не испуштам нешто, па граѓаните да кажат. Вие тоа треба да го знаете. После на реплика може да не ми се умешате. Слободно, со оглед дека времето му тече. Да. Реконструкција на улица Струмица во должина од 1,5 километар во населено место Ново село со рок на реализација до 2022 година. Проект за реконструкција на спортската сала Христо Татарче во Ново село
со финансиски средства од 4 милиони денари во 2022 година. Изградба на пешачка патечка долж патот Ново село Мокриево со финансиски средства во вредност од 5 милиони денари до 2023 година. Партерно уредување на локалитетот наречен Баба Вања во Ново село во вредност од 5 милиони и 100.000 денари. Реконструкција на кров и дел од објект на Дом на културата на Јане Садански во Ново село во вредност од 8 милиони денари, како и изградба и реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Ново село во целиот период во мојот мандат од 2021-2025 година во вредност од 4 милиони денари. За село Сушица имаме изработка на урбанистички план за населено место Сушица со финансиски средства од 2 милиони денари обезбедени од буџетот на општина Ново село. Изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на прочистителна станица за отпадни води во Сушица со финансиски средства во вкупен изnos од 600.000 денари обезбедени од буџетот на општина Ново село. Изградба на систем за водоснабдување во населено место Сушица со финансиски средства се работи за голема сума од 23 милиони и 600.000 денари. Има и многу други проекти, улици за село Сушица. Мокриево, реконструкции на улици, партерно уредување на локалитетот Пирго, реконструкција на Домот на културата во село Мокриево, изградба на голем број на локални патишта и улици во вредност од 4 милиони денари. Одеме во село Мокрено, изработка на урбанистички план, партерно уредување на туристичкиот локалитет Мокрински извори, изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Мокрено и изградба на водоводна мрежа во село Мокрено. Ја има, нема потреба. Колешино, реконструкција во должина од 950 метри улица, која што е во вредност од 9 милиони денари. До изграда на пат Колешино-Бориево, изградба на училишна спортска сала за потребите на основното училиште Видео Подгорец, партерно уредување на туристичкиот локалитет Колешински водопад и, што е многу битно, возобновување на фестивал на традиционална храна и вино Ново Фест, како изградба и реконструкција на патишта и улици во тој период. Борисово, изработка на урбанистички план за населено место Борисово, реконструкција на локални патишта и улици во Борисово и изградба на водоснабдителен систем во село Борисово. Ново Коњарево, изградба на водоснабдителен систем во село Ново Коњарево, реконструкција и одржување исто така на патишта, на урбанистички план, изработка на урбанистички план, улици и така натаму. Самуилово, изградба на водоснабдителен систем, кој што го нареков во топ 5 проекти во село Самуилово, како и голем број на улици кои што не се асфалтирани со крајен рок на реализација до крајот на мојот мандат. Ми алармираат Има и за село Дражево, за село Смоларе. Вашите 5 минути заврши. Имате ли реплика на она што во неговата изборна програма во делот на инфраструктурата? Само уште една секунда, проектите ги има за сите населени места на имате во изборната програма Божинов. Сите граѓани на општина Ново село може да ги Вашите 2 минути. По начинот на презентирање на проектите, граѓаните лесно мислам дека може да увидат дека мојот против кандидат господинот Ангелов нема основно познавање со потребите на граѓаните. И дека таа програма тој не учествувал во нејзиното работење, туку му е напишана на готово и има некои нереални спомнати работи. Како што е во Мокрино спомнувате водовод кој постои и исто така спомнувате дека во Ново Коњарево на граѓаните им треба водоводна мрежа. Граѓаните во Ново Коњарево им треба нова бушотина за да го зголемат капацитетот. Таму има постоечки водовод. Значи нив им треба зголемување на капацитетот. Исто така зборувате за креирање регионален канализационен систем кој ве слушам го спомнувате со 280 милиони денари. Почитуван господине Ангелов. Значи буџетот треба да знаете дека буџетот на општината е 181 милион денари. Тоа што спомнувате дека со програмата на владата, треба да знаете дека постои правило за рамномерен регионален развој. Дали вие мислите дека граѓаните ќе поверуваат дека вие во тој 4-годишен мандат ќе инвестирате, ќе направите токму таков регионален канализационен систем од амбициозни 280 милиони денари. Тоа е без малку 2 буџети на општината. А знаете ли дека од буџетот на општината само 14 милиони денари се предвидени за капитални инвестиции? Дали Сметам дека тоа е тоа. Поставив прашање, сакам одговор.
Завршивте со вашата реплика, имате право минута време за контрареплика кон Божинов. Господине Божинов, оваа програма, вие како што нарекувате дека јас сум учествувал во оваа програма, се премногу лажете. Читајќи, подсеќајќи се, бидејќи тоа е обемна програма, во координација со централната власт, која што од редовите на СДСМ, за разлика од вас, пошто вие сега целите на цел да ја превземете општина Ново село, бидејќи централната власт не од редовите на ВМРО ДПМН, јас знам во соработка со централната власт дека овие капитални проекти кои што се од суштинско значење за жителите на подбеласичкиот регион ќе бидат реализирани и тоа им го ветив на граѓаните, знаејќи ме, познавајќи мене како личност, како име Звонко Ангелов. Бидејќи досега се што сум ветил, јас сум остварил. За разлика од вас. На која раководна позиција? На која сега од вас, позиција? господине Божинов. Вие се пријавувате за кандидат за градоначалник на општина Ново село. Да. Имате фирмарина неплатено во општината во долг од 62.000 денари. Овој податок, Господине, веднаш. Не, сакам да го минута одговорам. време може Сакам да да се го искористите во оној втор дел од урбанизам и економија. Се Сакам да го договоривме. одговорам, зашто ова е апсолутна невистина. Еве, проверете Ова е овој официјален. податок. Ова е Овој ви е стар. официјален. Не, овој ви е стар податок. Ова е официјално. Ова е стар Тоа податок. може ли во останите текот- области да во се текот- доискажеме, бидејќи уште ве во молам? текот на денешниот ден ќе побарам финансиски извештај да Значи, видите дека одиме ова е со неточен втората податок. тема, урбанизам и економија. Завршивме со оние инфраструктурни проекти и двајцата кандидати приложија и кажаа за што ќе се залагаат доколку ја добијат довербата, а сега во делот на урбанизмот и економијата како размислуваат развојот на општина Ново село. Господине Ангелов, вие сте сега наред, имате 5 минути да ја објасните вашата изборна програма во делот на урбанизмот и економијата. Ние знаеме дека за секој еден инфраструктурен проект мора пред тоа да постои урбанистички детален план за да се реализираат сите тие инфраструктурни проекти. Урбанизмот за едно населено место и за целата општина, за сите села е од многу клучно значење. Еве сега јас сакам само да ги напомена, 5 минути беше, нели? Да. Ќе дам точка по точка за урбанистичкиот план што ми е преведено за секој едно населено место. Во Ново село, изработка на урбанистички план за индустријска зона Кошутица, не знам дали мојот против кандидат го познава тоа место, Кошутица во вредност од 450.000 денари обезбедени од буџетот на општината. До изграда на фекалниот и канализацијскиот систем во Ново село со потребни финансиски средства со прочистителна станица обезбедени од Министерството за транспорт и врски со крајен рок на реализација до 2023 година. Проект за реконструкција на спортската сала, како што реков и претходно, во делот на урбанизмот. Сушица, изработка на урбанистички план за населено место Сушица со финансиски средства од 2 милиони денари обезбедени од буџетот на општината. Изработка на локална урбанистичка планска документација за изграда на прочистителна станица за отпадни води во Сушица со финансиски средства во вкупен износ од 600.000 денари обезбедени од буџетот исто така на општина Ново село. Во Криево имаме реконструкција на улици со должина од 658 со урбанизам од 3.700.000 денари со рок на реализација до 2022 година. Реконструкција на Домот на културата во Мокриево, како и другите. Во село Мокрино, изработка на урбанистички план за населено место Мокрино со финансиски средства со вкупен износ од 1.600.000 денари. Колешино, изработка на училишна спортска сала за потребите на основното училиште Видео Подгорец Колешино. Урбанистички план за населено место Зубово со вкупен износ од 1.200.000 денари, како и реконструкција во дел на инфраструктурата сега на патот од село Зубово до М4, што е регионалниот пат. Борисово, изработка на урбанистички план за населено место Борисово со финансиски средства од вкупен износ од 1.600.000 денари. Ново Коњарово, изградба на водоснабдителен систем кој што го нареков и во првиот дел
во Старо Коњарево, изработка на урбанистички план за населено место Старо Коњарево со финансиски средства во износ од 1.400.000 денари. Дражево, исто така изработка на урбанистички план со вкупен износна сума од 1.400.000. Сите тие бројки на суми се детално проектирани во мојата програма за да бидат задоволени сите потреби и исцрпени сите можности на буџетот кој што располага општина Ново село. Тука се наведени и другите села, сакам само еве да го искористам моментот за село Барбарево, изградба на трета фаза од локалниот пат Ново село Барбарево, Стиник поправка и тампонирање на патот кон Стиник, Бајково поправка и тампонирање на патот кон Бајково, Баделен поправка и тампонирање на пат кон Баделен со вредност од 800.000 денари. Тоа е тоа во делот на... Вие си завршите, ги искористивте. Имате ли реплика, господине Божинов, 2 минути за она во делот на урбанизам или пак за нешто што го спомна, сметате дека не е така како што? Јас кратко ќе кажам дека граѓаните веќе знаат колку тие планови што ги представува неговата политичка партија, дека не се реализираат. И знам дека граѓаните ќе го препознаат тоа. Сметам дека е многу јасно дека сето тоа и како што кажав, тој не учествувал во работењето на програмата. Затоа што не го познава материјалот прво. Така. Имате контра? Очигледно е. Како правило во последните 2 години и од актуелниот градоначалник кој што моментално од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, граѓаните на општината Ново село знаат што се прави, што е направено и е една информација од граѓаните за граѓаните, значи од мојата општина Ново село, во последните 2 години во Ново село како никој пат се инвестирани 4 милиони евра. Граѓани на општина Ново село, тоа се најголеми средства што досега се обезбедени од некоја централна власт во соработка со локалната власт. Тоа да го имате како податок и знам дека сите тоа го гледате и на терен и секојдневно се соочувате со тие, како да речам, сега кога се гради, има и проблеми, нели, поради улиците, дождовите и така натаму. Но граѓаните тоа го знаат. Ангело, заврши вашата минута за контрреплика. Според правилата тука завршуваме, но останува да слушнеме што планира Божинов во делот на урбанизацијата на општина Ново село, но и економскиот развој на оваа локална самоуправа. Кои се постулатите или пак на што акцент ќе дадете во во наредниве 4 години? Вака сега, за да поттикнеме локален економски развој, прво треба да им овозможиме услови на нашите сограѓани кои сакаат да инвестираат, да може да инвестираат. Јас ќе се посветам на создавање услови преку креирање детални урбанистички планови во сите населени места, но во нашите урбанистички планови ќе биде овозможено како на граѓаните кои се овде и сакаат да инвестираат и да изградат своја семејна куќа, која сега легално не им е овозможено, и да изградат своји објекти како во своите населени места, така и околу туристичките места. Да ги споменам подбеласчиките водопади и мокринските извори. Во урбанистичките планови ќе биде предвидено овозможување на инвеститори да инвестираат во нови туристички капацитети, но и ќе ги подпомогнам и потенцијалните моменталните инвеститори и моменталните туристички капацитети да го развијат својот пласман, зашто сметам дека за нашата општина Ново село развојот на руралниот туризам е особено значајна гранка и преку поттикнување на инвестиции во овој сегмент ќе се јават инвеститори како домашни, така и странски, но и сметам дека дел од нашите сограѓани кои живеат и привремено работат во странство ќе инвестираат за да го подпомогнат локалниот економски развој, ќе подпомогнат локалната економска заедница. Покрај тоа, планирано во мојата програма е планирано да овозможам на граѓаните кои редовно пешачат за рекреација или за остварување своите потреби да се направи пешачка патека од Ново село до Мокриево и сметам дека во идниот период ќе успееме да реализираме и пешачка патека која ќе поврзува од Колешино до Мокрино. Исто така во училиштата, планирано е во училиштето во Мокрино да се изведе парк за рекреација за деца. Во Ново село е предвидено реконструкција на салата која за жал
е креирана во времето на ВМРО ДПМН, но ете, се покаже дека во овие 5 години не може да биде одржувана и токму тој комплекс Христо Тартарчев ни е планиран преку јавно-приватно партнерство да биде развиен со повеќе содржини, со поголеми содржини. Исто така, зад Домот на културата ни е предвидено во Ново село изведба на скейт парк, за да младите наши сограѓани имаат простор за урбана разонода. Потоа, во Старо Коњарово е предвидено уредување на водотекот, каде има ризик. Сепак, јас ќе се посветам на задржување и на тоа што е веќе изградено. Значи, покрај новиот пат има ризик од одрон и затоа ќе биде направен потпорен зид со уредување на речното корито. Но, за да привлечам исто економско движење и да им овозможам на туристите кои ќе доаѓаат да ја посетат општина Ново село, да не го поминуваат секоја содржина, да не ја посетат само во еден ден, како што се досега Колешинските водопади, Мокринските извори и Смоларските водопади. Планирано е изведба на мотокрос патека, мотивирање на адреналински содржини, исто така ќе се прочистат и обележат патеки за планинарење низ планината Беласица, а во тековниот период ќе се посветам за привлекување исто така туристи, да овозможниме адреналинско уживање на граѓаните преку организирани трки кои ќе бидат од затворен тип со исполнување на сите светски стандарди. И сметам дека во мојата програма има реални работи кои ќе донесат реален економски развој, а тоа е индустријската зона помеѓу Смолари и Ново село, каде таа веќе повеќе време стои, а има потенцијал за да се развие. Значи, ќе биде парцијализирана и ќе бидат овозможено услови да потенцијални инвеститори инвестираат во лесна незагадувачка индустрија и каде нашите сограѓани ќе си ги најдат своите работни места за пристојни плати, со што ќе ги мотивираме инвеститорите преку улеснителни околности. Господине Божинов, Завршивте. Да, толку е. Повелете 2 минути, ако предпоставам имате Да. дека веднаш реагиравте. Господине Божинов се добро рече, меѓутоа сега ќе го прашам него. Се мисли на кои домашни фирми да привлечете? Фирмата Градба Мија Дойл. Тоа е ваша фирма, на ваше име, така? Фирмата Джови Компани Дойл. Изградба, реконструкција, одржување, заштита на локални патишни улици во општина Ново село за 2013 3,5 милиони денари. Уредување излетничко место Мокрински извори 2 милиони денари. Изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици 2015 6 милиони 300 000 денари. Сукцесивна набавка на работи, чистење и порамнување на диви депонии, ископ на одводни канали и порамнување на локалните патишта и улици во износ од 1 милион и 118 000 денари. Господине Божинов, платете си го првин овој долг од 60. Јас знам дека е тој долг, извадете ја обишто информацијата од таму каде што треба и ве молам јавно покажете дали овој долг е точен или не. Бидејќи доколку не го објавите тоа, јас ќе бидам принуден јас да ги побарам податоците, па јас јавно да видам. 62.000 денари должите фирмарина неплатена во општина Ново село. Дали таков градоначелник заслужуваат граѓаните на општина Ново село? Дали граѓаните на општина Ново село заслужуваат да имаат општина кој што градоначалникот ќе бидеш, знамо ти нема да бидеш ти, твојот брат подписник, а фирмата Джови, фирма на јас, тате и бате. Граѓаните знаат се и затоа нема да ви ја дадат поддршката на 17 октомври. Дали завршивте? Вашите повелете 60 секунди. Прво, овој податок ви е стар. Фирмарината е комплетно платена и расчистена. Да, во денешниот ден, денес сме вторник за време на снимањето, ќе биде објавено и ве молам, почитувајте го времето. Ова ќе биде објавено. Друго, вие преку читање на проектите кои нашата компанија, нашата семејна компанија ги има изведено, пробувате да ме оцрнете. Општинскиот буџет, како што спомнав, е премногу мал. Прво. Второ, јас сум млад и амбициозен и не би сакал со овој 4-годишен мандат да си го оцрнам образот. Значи, јас стрикно доаѓам на позицијата како иден градоначелник, за да сето моje знаење и умење го пласирам за доброто на граѓаните и за реализација на проекти. Гледам колку е добро за Господине граѓаните. Ангелов, ве молам, имате се уште време, доколку сакате.
Па сметам дека вашата цел да ме оцрните, ќе ја препознаат граѓаните дека тоа не е реално, апсолутно, и дека нашите семејни компании работат и тековно. Вие ги спомнувате, само го спомнувате од претходниот мандат. Зошто не ги спомните? Еве, тековно сега работиме во општини каде градоначалници кои се од вашата политичка партија, еве сега се и за втор мандат. Значи нашата компанија секогаш работи транспарентно и ги почитува сите законски прописи и норми. Реплика одиме на третата тема која што е од исклучително значење за жителите на општина Ново село, а тоа е заштитата на животната средина. Тога локалните самоуправи и градоначалниците имаат доста што може да направат барем во делот на собирањето, транспортот и складирањето и третманот на отпадот, не само оној комунален, туку и сиот отпад кој што го имаат домакинствата и индустријските капацитети. Кои се размислувањата на кандидатите за градоначалници, што планираат во таа област околу заштитата на животната средина, дивите депонии и така натаму? Божинов, вашите... Значи, здравата животна средина е приоритет во мојата програма и сметам дека за да поттикнам развој на руралниот туризам би почнал со чистење прво на дивите депонии, затоа што не би сакал туристите да дојдат, да ги посетат нашите преубави места кои ги нудат и Беласица и Огражден, а да бидат сведоци на црни слики, да кажеме, каде имаме на сите страни отпад, не се контролира и затоа преку формирање редарски служби, тоа ќе се посетуваат редовно, прво ќе се исчистат дивите депонии и ќе имаме тим од вработени кој ќе го контролира и ќе се потрудиме да ја подигнеме свеста на нашите сограѓани за несовесното фрлање на отпад и сето тоа ќе биде контролирано. Исто така за поттикнување на развој на животна средина ќе се посветиме и на озеленување и пошумување на Беласица и Огражден. Исто така ќе го спречиме неконтролираното сечење во Беласица, кое гледаме дека секој ден власта го злоупотребува и нема контрола врз тоа. И сметам дека при осовременувањето на нашата општина ќе добиеме чиста општина за сите луѓе во општината и дека граѓаните тоа ќе го препознаат со што туристите ќе ги посетат нашите локалитети каде ќе имаме чиста урбана средена општина без кал, општина со чисти улици и сметам дека во идното раководење во мојот 4-годишен мандат, особено ќе се посветам на одржување таа чистота за и после завршувањето на мојот мандат. Може подпрашање со оглед дека имате време или... Може слободно. Комуна, ако не се лажам, има еден главен сегмент, барем токму во заштитата на животната средина. Нешто планирате таму? Осовременување, селекција на отпад? Апсолутно. Значи, за јавното комунално предпријатие Комуна е предвидено да се модернизира, да го осовремениме преку набавка на нова опрема, да некако до сега граѓаните нивниот смет се собера само еднаш неделно, да од нивните домаќинства се креира смет и кој смета во нивните дворови. Исто така, во идниот период, како што спомнавте, со селекцијата на отпад ќе предизвикаме зголемување на свеста кај граѓаните и ќе го намалиме штетното влијание на отпадот кој, пример, да кажеме, ќе се дели на пластика, на останати отпади и нема да се депонираат на исто место. Така, мислам дека завршивте. Ангелов, вие имате ли реплика на тоа што во делот на заштитата на животната средина што Божинов планира доколку ја освои довербата да го реализира? Еве сега сакам да речам, посебно да се обратам до граѓаните на село Сушица. Дали мојот против кандидат мисли за оваа животна средина? Кај е камерата да покажам? Дали мисли за оваа животна средина? Фирмата Джови Компани за животната средина, еве каде го истура градежниот материјал шут во село Сушица. Граѓаните на село Сушица знаат каде е тоа место.
Еве, има и други докази. Дали мислите за оваа животна средина? Ако е тоа животна средина, господине Божинов, и ако така планирате да ја водите општината, оставам граѓаните да проценат самите. Не, има уште. Дали господине Божинов, имате узурпирано место кое се води на Република Македонија и кај клучката, сега пратете не само во Ново село општино, значи одат и во општина Струмица, Василево. Сега ме интересира кај клучката Куклиш, патот за Валандово, каде што е складот на вашата фирма и имате решение за рушење од градежната инспекција. Така ли вие ќе водите општината со цел збогатување на вашата фирма, господине Божинов? Се работи за атрактивно место. Стопански објект, сервис за моторни возила на Стрешеци 2. Вие добро ги знаете, кои се во собственост на Република Македонија, а се на име на вашиот татко, вие знаете, односно имате донесено решение за рушење на име на господинот ваш родител. Ангелов заврши, имате ли да му конфирмирате на ова што... Прво да одговорам за фотографиите кои ги покажува господинот Ангелов. Тоа не е отпад, туку тоа се земени работи кои потоа се дислоцирани, а тоа граѓаните го знаат. Да. И второ, ние немаме узурпирано никакво градежно земјиште како што вие презентирате и сметам зошто тогаш не е постапено, доколку има некаква постапка. Може да има. Господине Божинов. Добро, нема. Апсолутно се користите само со обид за дискредитирање на мојата личност. Господине, вие се... Немате право на контрареплика со оглед дека му реплициравте, а според правилата што се договоривме, завршуваме со контрареплика. Но сега имате, вие ваше, во делот на заштитата на животната средина, ваши 5 минути, што планира, како планира Ангелов во оваа област? Заштита на животна средина. Знаеме дека заштита на животната средина пред се од влијанието на тоа новото глобалното, нели да го речеме, климатските промени, не е значи и Ново село како општина не е тргнато од целиот овој процес. Проблемот со дивите депонии представува многу голем проблем и тоа е заведено во мојата програма дека максимално ќе се вложам со расчистување и дислокација на овие диви депонии кои што се наоѓаат покрај секое село. Беласичкиот регион, како и Огрежен, се наоѓаат на толку населените места во Огрежен и во Беласица, имаме толку добро поволна географска положба, каде што може многу да се развива туризмот. Не само во Беласичкиот регион, јас имам во програмата да се навлезе со големи проекти и во делот на планината Огрежен. Се работи за проекти како што се патеки долж Огражден, но не пешачки патеки, како и обележување на сите локалитети, како што се Црвено поле, граѓаните на општина Ново село го знаат, пред се жителите од село Барбарево, Стиник и другите села. Во однос на комуналното предпријатие, јас како и мојот против кандидат, бидејќи тоа прашање му го поставивте и на него, комуналното предпријатие треба да се направи реформа во ова комунално предпријатие, наведувајќи дека исто така во мојата програма е заведено со јавно-приватно партнерство да се направи голем проект за реформирање на комуналното предпријатие. Да. Ги искористивте. Дали на седото имате некаква реплика или пак нешто што сакате да се доискажете пред малку? Имате 2 минути, Божинов, доколку ги искористите. Апсолутно, граѓаните препознават дека нема идеи и дека не работел на програмата која сака да ја представи. Мислам дека тоа е доволно. Контра? Или не? Идеите граѓаните ќе се ги кажат на 17 октомври. Гласот знаат граѓаните за кој да го дадат. И мислам дека господинот Божинов со сите овие докази кои што се само дел од моја страна презентирани, се во согласност со времето, нели, за дуелот, граѓаните знаат кој е Звонко Ангелов. Кусо под прашање во делот на заштитата на животната средина.
со оглед дека во Новосело има и советничка листа од граѓанска иницијатива Стига е и се разбери вашите и на Интегра, тие се против борба на рудникот, секако дека Новосело имаше и референдум, но еве, може би сте ги кажеле вашите ставови. Кој е вашиот став по односно ова прашање, Божинов? Јас уште на промоцијата како кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник кажав дека сум против изградбата на рудникот и против загадувачите на нашата животна средина, затоа што кај мене е ставено потенцијален развој на руралниот туризам, што ставам огромен акцент на тоа и сметам дека се по ова прашање е кажано уште на моето воведно обраќање. Ангелов, кој е вашиот став? Исто така, значи мојот став во однос на рудникот е строго, значи не отварање на рудникот. Граѓаните на општина Ново село има референдум, мислам дека беше тоа во 2019-18 година, ако не се лажам. Јас излегов на референдум, еве ќе го кажам јавно, гласав за против рудниците, па сега би сакал да го прашам мојот против кандидат дали тој излезе на тој референдум во 2018 или 2019 кога беше и дали ти си го оствари твоето право во село Мокрино да гласаш дали си за или против. Добро, ова беше под прашање, не беше со делот на прашање и контрареплики, ова беше лично моје прашање кој што јас во делот на заштитата на животната средина, така што може да сака да одговори, може. Јас го кажав мој став. Така. Одиме на последна тема за да може на крајот да ви оставам неколку минути барем да си доискажете во делот на оваа телевизиска дебата. Иако Новосело, нели рековме, е иселена, но сепак тука имаме и млади кои што живеат и многу важен сегмент на едно општество, на една локална заедница е културата и спортот. Кои се вашите визии, вашите планови, иако веќе слушаме во вашите програми, но што планирате во таа област? Култура и спорт, први започнувате, господине. Значи спортот и културата е пред се еден од поважните сегменти и во мојата програма. Граѓаните ќе ја имаат достапност се што имам направено, односно дел од програмата кој што има во тој дел. За жал да, во нашата општина премногу млади луѓе се иселија, но мора тие што сме овде да се насочиме кон подобрување на сите тие спортски и културни проекти кои што се. Во делот на младите има и проекти организирање на младинско здружение кој што ќе ги офати сите населени места, за да се даваат разните идеи од сите млади да можат да функционираат. Исто така имаме голем дел од областа на спортот кој што нели реков веќе во Ново село е најголем проблем, голем комплекс околу спортската сала која што треба да биде реконструирана, Христо Татарчев, и за тоа веќе имаме во програмата колку средства треба да излезе со реконструкција на тениското игралиште и на други спортски комплекс кој што ќе биде од полза на граѓаните и на младите пред се, за да можат слободното време да го искористат во спортот. Сега остануват и сите тие реконструкции на игралишта, веќе во Ново село се работи позади школото, основното училиште Мано Штурновски се работи еден проект во вид на спортот за игралиште и мислам дека секој село ќе биде офатено во делот на барем основните инфраструктурни проекти кои што можат да барем младите да ги отсврнат да бидат во делот на спортот и Ако завршивте само има подпрашање, бидејќи имате се уште време, планирате ли да поддржувате спортски настани, турнири, културни манифестации со оглед да инициирате и сепак една нишка од дружењето? Да, тоа е секако запишано, еве реков во Колешино за возобновување на фестивалот кој што беше претходно реализирано поради ситуацијата дали и со корона вирусот, нели, беше во стагнација, сакам возобновување. Исто така знаете дека во Ново село ми е многу битно да се подигне спортскиот дух во делот на фудбалот како спорт, бидејќи на времето имавме добра екипа, добар проект за тие млади кои што еве за сега не функционира.
да се надеваме да го реализираме во најбрзо време. Завршивте? Да. Една мала констатација, која рековте дека во име на спортот, сепак размислувате. Да, за младите. Реплика на следото тоа што го кажа во делот на културата и спортот и колку сметате дека може да биде реално ова што го збори Ангелов во таа област? Не би реплицирал затоа што знам дека зборува така општо и празно, јас би си го кажал мојот дел планиран за спорт и култура. Така. Немате контрреплика, Не, не. столбе дека не ви реплицираше. Вашите 5 минути Божинов во делот на културата и спортот. Вака, прво негувањето на културата го потврдува и нашиот македонски идентитет. Јас ќе се посветам на оживување на постоечките домови на културата, значи преку инвестиции во самите објекти, но и преку поттикнување нови настани. Значи, планирана е исто така поддршка за културната програма како страчинарски игри во Мокриево. Планирани се отворени нови културни настани во Домот на културата, како од аспект на фолклорот, така и од аспект на драма. Драма и актерство. Исто така, во делот на спортот и младите, ќе се посветиме, како што кажав, имаме амбициозен проект кој планираме да го реализираме како јавно-приватно партнерство за уредување на Христо Татарчев, спортската сала со тениски терен, со повеќе нови содржини кои ќе бидат денови представени пред граѓаните. Исто така во повеќе населени места ќе се доуредат и каде е потребно, пример во Сушица е потребно да се огради игралиштето, ќе се поттикнат младите да спортуваат, ќе го одржуваме спортското игралиште во Сушица. Исто така и ќе поттикнеме да го вратиме спортскиот дух и сметам дека како што споменав, со креирањето на адреналински содржини ќе привлечеме и ваков дел на млади наши сограѓани кои ќе посетуваат општина Ново село, тоа ќе влијат и директно и на туризмот. Планирано е креирање на мотокрос патека во местото викано Габер во Мокрино. Планирани се развој и прочитување на планинските патеки по Беласица и Погражден со обележување за да овозможиме на планинарите, на велосипедистите и сите наши сограѓани кои сакаат да ги посетат овие убавини да можат тоа безбедно да го направат и да им се овозможат правилни услови за да се мотивираат што повеќе да присуствуваат на ваквите места. Исто така од аспект на реконструкцијата на културните домови би споменал во Старо Коњарево потребна е промена на столаријата, во Ново Коњарево потребно е промена на кровот и исто така и ќе се реконструира и домот во Сушица. Голем дел од нашата енергија ќе посветиме на враќање на традиционалното македонско чувство и преку културните настани кои ќе ги организираме во нашата општина, а за младите во склоп на Домот на културата ќе формираме мултимедијален младински центар со библиотека и со нови содржини каде ќе се обезбеди електронски пристап на голем дел од научна литература од Македонија и светот и исто така ќе се поттикнат на дополнителен како едукативен, така и професионален развој во текот на годините. Завршите или имам подпрашање со глед дека имате? Го слушам адреналински содржини. Рековте ова за мотокрос патеката. Некоја по-конкретно нешто, планински велосипедизам или пак планирате некој катче? Како што кажав, преку уредување на планинските предели, значи Беласица и Огражден, кои за разлика од мојот против кандидат, јас ги имам лично посетено, и уживам во убавините на овие планини. Значи ќе се оформат велосипедски патеки кои ќе привлечат, како што кажав, ентузијасти, а исто и претходно споменав дека ќе се посветиме на нашите подбеласички села, каде ќе се потрудиме да овозможиме услови да се остварат трки од затворен тип. Пример, во соработка со Македонската автомобилистичка федерација ќе се обезбедат услови за да привлечиме автомобилисти и спортски настани од овој тип.
Тоа беше потолку. Да. Имате ли реплика на сето она што го кажа господинот Божинов во однос на областната спорт и култура или пак на она што сметате? Не, немам реплика, само да го демантирам за тоа дека не сум ги посетил Огражен и Беласица, како за разлика од мој. Во Огражен, јас колку имам поминато, господине Божинов, вие немате толку години. Да ви кажам наискрено. Луѓето во општина Ново село знаат дека јас кога сум бил во Огражен и во Беласица, мене ме знаат. Само да ве демантирам во тој дел. Во програмата немам ништо забелешки кои што ги рече. Контрреплика на ова со Огражден не. Сега заврши оние 4 теми, јас имам уште неколку блиц прашања кои што би сакал да ги упатам до вас. Граѓаните веќе ги слушна начелно и знаат за вашите изборни програми. Имам кусо прашање, што би земало од неговата програма, Божинов? Кој е оној проект или што ви се допадне и кој сметате дека се нереалистички во неговата изборна програма? Па јас Тоа прашање баш и за вас. Да. Кој проект би го земал доколку ја добиете до вербата еве како иницијатива од него? Вака сега, јас прво како искрен млад Или ја немаш човек, прочитано програмата? како искрен млад човек, ја знам нивната програма и нема да се базирам, ниту ќе преземам некој проект кој е нереален за граѓаните, како предизборно лажно ветување за да ги убедам. Тие граѓаните ќе го препознаат тоа, бидејќи кај нас, нашата програма е работена врз реалните можности на општината, врз реалните можности на државата и реалните можности за потенцијални соработки со странство, со европските земји. Така да сметам дека немам ништо што би копирал од нив. Нема ниту еден проект, така да кажете. Апсолутно не. Вие сметате дека има некој добар проект во неговата програма? Па, мислам дека нема што да презам од неговата програма. Ја имам прочитано, се работи за многу скромна програма. Има овде некој дел што го нарече со тие мотокрос трки, сепак мислам дека тој е љубител на тој дел, на тој спорт, нели? Немам ништо против. Мислам дека само тоа е како негова лична желба и со неговите пријатели, пошто знам дека го има тоа. Програмата му е премногу скромна, бидејќи мојата обемна и со подршка сепак од централната власт, програмата е правена врз основа на тоа што покрај локалната имаме сега, еве јас да кажем и пред граѓаните, они знаат, покрај најверојатно Ново село ќе добие и пратеник од редовите на СДСМ, сега по локалните избори, ќе имаме и централна власт, значи во Ново село имаме еден пакет од, се надам граѓаните ќе го пропознаат тоа и затоа на 17 сакам да заокружат за број 12, само заради тоа што покрај програмата ќе имаме градоначалник од СДСМ од редовите, Звонко Ангелов, пратеник во собранието и централна власт. Пошто мислам дека овие проекти се реални. Добро, во сега служебно сепак локалните избори се менаџерство. Да, се менаџерство Зошто Ново село би гласале за тебе, а не за господинот Ангелов? Кој е она кој полика со зошто би гласале? Еве се слушавме, видовме, презентиравте програми, си реплициравте, контрреплициравте, но за самиот крај. Зошто граѓаните на 17 да излезат и да заокружат број 7, а не да заокружат за Ангелов? Значи, прво, граѓаните сметам дека за мене би гласале со оглед на мојот досегашен едукативен и професионален развој, мојот чесен пристап во се што работам, и сметам дека за него не би гласале, или еве да поставам две прашања пред граѓаните, во еден Facebook пост, каде прочитав, дали вие, господин Ангелов, ја злоупотребивте вашата положба и положбата на власта да се заканувате на самохран родител дека ќе го одземите детето во остварување на своји цели. Тоа е прво. И второто прашање, кажете ми каде во вашето искуство и на која раководна позиција сте биле да вие бидете да вие ги уверите граѓаните дека ќе можете да раководите со вака сериозна функција како што е општината. Тоа е? Може? Да, слободно. Ова е првото прашање за самохраната мајка. Значи, се работи за еден случај кој што го работи цел тим во Центарот за социјална работа. Незиното дете не е ни одземено, не е ни доделено. Работата е суштинска, пошто луѓето не се упатени доволно за случајот. Превзимаат некои на социјалните мрежи некои пишувања
кои што се многу далеку од реалноста. Може да се обратите до Центарот за социјална работа каде работев, во тој предмет тоа досие кој што се водеше за оваа госпоѓа или госпогица која што вие нарекувате, таму ќе ви го дадат најкомплетниот одговор како институција, со сите детали, со сите записници и каде е доделено детето и кој го чува детето и како одат сите тие постапки во областта на делот од социјалната заштита и услуги, кои што на вас не ви е познат. Тоа е само на ниво на шпекулации. Пошто на Facebook може да се пишуваат разни шпекулации. Имаше второ само за што беше второто? Кажете на каква раководна функција сте биле вие и со која вие ќе бидете кредибилен, да кажеме, иден градоначелник, што нема да биде случај. Како вие би граѓаните верувале во вас дека вие сте способен да водите вака одговорна функција? Граѓаните ме познаваат мене, господине Божинов. Добро, во ред, ме познават и мене. Дозволете сега, не говори, пак ќе го има и да, пак имате. Граѓаните ме познаваат мене во општина Ново село. Граѓаните знаат дека еве 3 години работејќи во Центарот за социјална работа, за сите нивни проблеми кои што се во делот на социјалната заштита, сум ги решавал на најпотребно и на најпрофесионално ниво. Ниеден човек, ниедна фамилија не сум оставил без да им се реше проблемот. Инаку, бев, тоа се вика во Центарот за социјална работа, водител на случај на ниво на општина Ново село. И најдобро ги знам, тоа е како раководна позиција, да ви го објаснам што значи тој профил водител на случај, како раководна позиција за општина Ново село. Така. Зошто да гласат за вас, а не за Божинов на 17 кусо? Имам уште 2 блиц прашања во интерес на граѓаните. Зошто би гласале за вас, а да не гласат за на 17 за нив? Бидејќи ова прашање го поставив и нему. Граѓаните ме познаваат, го познаваат Звонко Ангелов. Знаат кој сум, каде живеам, каде сум роден, што имам направено во општината со моите досега 34 години, колку си имам потрудено, знаат од која фамилија потекнувам и знаат дека јас добивајќи функцијата градоначелник на општина Ново село, мојата врата за секој еден проблем, дали од областта на социјална заштита, од областта на локалните самоуправи, како што се инфраструктури, урбанизам, јас секој пат ќе бидам достапен и затоа јас знам дека граѓаните на 17 октомври ќе ја дадат поддршката за мене. Ги презентирате изборните програми, но за да бидејќи нели градоначалникот мора да биде на критика на јавноста кога ветува нешто и не исполнува. Во првите 100 дена Божинов. Да. Она што сметате дека ќе го исполните и го ветувате пред граѓаните за 3 месеци дека ќе го сработите. 1, 2, 3 проекти, што сметате? Значи, во првите 100 дена, најпрво ќе ги решам оние ситни проблеми на граѓаните за кои досега немало слух или немало желба да се решат, како решавање на проблемите со уличното осветлување, несанирани одредени проблеми со водоводите и со канализацијата, но и во првите 100 дена ќе обезбедам комплетен проект за изведба за реконструкција на водоводниот систем во Самуилово, за да го избегнеме тој проблем и исто во тие 100 дена ќе направам комплетна програма за инвестирање за решавање на акумулацијските проблеми кои ги имаат сите подбеласчики села и филтер станиците за прочистување на водата за пиење. Вие за првите 100 дена што би им ветиле на Ново село? Да. Познавајќи вашата изборна програма, седнувате таму. За првите 100 дена пред се сакам да ги поздравам жителите на село Самуилово, бидејќи проблемот со водата кај нив е најголем. Јас им го ветив тој и во разговор со централната власт. Сега гледам и мојот против кандидат го рече тоа, но тоа не е возможно немајќи поддршка од негова страна од централната власт. Во првите 100 дена јас им ветив на жителите на село Самуилово дека ќе биде обезбеден водоводот во селото за да имаат здрава вода за пиење. И покрај тоа тие се зборувам сега само стриктно за село Самуилово. За сите села во првите 100 дена во делот на улично осветлување, на тротоари, на тие тековни проекти што се ќе бидат офатени во најголем дел сите населени места. Но сепак затекнувате донесени веќе програми по кои што ќе морате да ги реализирате, тек дошли вашите програми треба да се остваруваат. Апсолутно, јас би сакал да кажам дека по разговорот со господинот Ангелов тој веќе ме перцепира мене како иден градоначалник и во сегашната што не би требало да биде случај, вие се заканувате
покажете на граѓаните дека централната власт, ако јас бидам градоначалник, нема да соработува со мене. Не. Значи Го во интерес на граѓаните, сметам дека кој да биде градоначалник не треба да има поделби и не смее да има кочење на проекти ако се во интерес и ги решават потребите на граѓаните. Го перципирате како градоначалник? Не знам од каде го доби тој заклучок. Не реков дека централната власт треба да има соодветен механизам за да ве спречува во проекти кои што јас знам вие нема да бидете градоначалник. Многу ќе биде полесна соработката, како што реков пред малку, кандидат за градоначалник, пратеник од општина Ново село од редовите на СДСМ и централна власт од редовите на СДСМ. И граѓаните знаат дека овие проекти се поизводливи доколку имаме соберано еден пакет од како да кажем, од локална централна власт. За тоа мислев, а не мислев во на некоја намера да ве спречуваат. Јас да ве потсетам дека ние сме демократско општество, а не абсолютистичка Тоа е монархија, по тоа што вие го кажувате. Да, видов 11 години колку бевте демократско. И за крај ви остапувам по едно прашање да си вкрстите. Што ве интересира најмногу кај Божинов и неговата изборна програма или воопшто, што сакате да го прашате пред граѓаните и вие да го поставите. Еве сега вие прво да поставите со оглед дека му остапив простор не. Имате ли прашање лично за него да го одговори, не само лично, туку и од неговата партија, од неговата изборна програма? Прашање имате до него? Да. Слушам. За да ви одговори, бидејќи предпоставам дека и во кампањата достега сте упатувале прашање во противничкиот табор. Еве, прашање па можност да Само едно прашање ќе поставам до господинот Божинов. Да, едно прашање ќе поставам. Господине Божинов, кога прифативте да бидете кандидат дели од радовите на вашата партија за градоначалник, дали размисливте на едно нешто? Како јас ќе бидам градоначалник, фирмата моја и на вашата фамилија, сега зборувам, нели? Гради братот управител. Дали вие сте били? Дали тоа не е тоа, како да речам, еден судир на интереси, еден вид како да кажам, дали тоа не е дали размисливте со чиста совест да го разбравме прашањето, Божинов? Апсолутно со чиста совест. Јас прво се нафатив, како што спомнав, општина Ново село има многу мал буџет, има многу мала стапка на капитални инвестиции и јас како млад човек не би сакал да бидам оцрнет после мојот 4 годишен мандат, затоа што фотелјата се добива и се одзема. Значи, апсолутно не го поврзувам моето професионално работење, туку се кандидирав затоа што преку моето професионално работење ги знам реално како треба да се решат проблемите на граѓаните и нашата компанија, како што вие спомнавте, работи и на приватни објекти, а не само на државни објекти, и плюс работи во, да кажем, во поголемиот дел од Југоисточна Македонија. Така да апсолутно не ви држи вода прашањето и нема да има никаков судир на интереси, затоа што Законот за јавни набавки си спроведува постапка како треба да оди селекцијата на изведувач. Исто така има огромна конкуренција на градежни фирми, така да не држи вода. Имате прашање сега до него, лично што ве интересира или пак што постојано го прашувате на митинзите или на средбите со граѓаните, слободно можете да го прашате, ако имате. Дали доколку настапи на функцијата градоначалник, што јас сметам дека нема да настапи, дали тој ќе биде градоначалникот или како што зборуваат неговите сопартици дека друг ќе ја води општината. Само за мен, како друг да ја води општината? Извинете, сега малку мене ме збунивте. Мислите дека под нечија директива или оти друг како може друг да седне? Неговите сопартици го зборуваат. А ќе бидете под директива на некој ќе ве контролира. Барам така дека некој преку вас ќе врши. Мојот противкандидат ми постави 3 прашања. Мислам, преска беа 2 прашања и сега ми постави едно прашање. Мислам сега едно. Да, добро. И се тоа прашања на ниво на шпекулации. Значи, како што велат, значи, тоа е шпекулации. Јас сум господине Божинов, кандидатот за градоначалник. И еден градоначалник по мојата честност, скромност, докажано и видено од граѓаните на општина Ново село. Јас ќе бидам тој кој што ќе менаџира општината, а сите тие наводни шпекулации ги оставам да си проценат вие таму и кои други ги дофрлат тие. Па сметам дека граѓаните ќе го препознаат правиот избор. Ако вие ја добиете довербата на 17-ти, кој ќе го освои советот во Ново село? ВМРО ДПМН. Ќе го има мнозинството? Па сметам дека ќе го има со оглед на на посетата на теренот и сите позитивни реакции од граѓаните
честниот пристап кој ние го имаме, сметам дека ќе го имаме и мнозинството и градоначалничкото место. Вие, господине, дали сте на ваш став исто, бидејќи он вели дека ќе има апсолутна доминација во Ново село? Не. Бројките на терен кажуваат сосема друго. Луѓето се со мене како кандидат за градоначалник и за советничката листа стоят позади. Мнозинството во Советот ќе биде од редовите на СДСМ, како идниот градоначалник на општина Ново село ќе биде Звонко Ангелов. Јас ви благодарам што бевте дел во оваа телевизиска дебата. Се надевам дека во преостанатите неколку часови понатамо ќе продолжите со презентација на вашата изборна програма. Многу успех на 17-ти, бидејќи со оглед на 20 кандидати, верувам дека ќе нема многу неважечки и дека можно да се случи, односно ќе се случи на 17-ти веќе од вас еден да слави победа. Благодарам. Со Господ напред. Ви благодарам на гостувањето и во оваа телевизиска дебата. Почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте Божинов и Ангелов во телевизискиот дуел за локалните избори 2017, кандидати за градоначалник на општина Ново село.